Добро дојдовте во Урбаните вести. Музејска изложба 25 години армија на Република Македонија по повод 18 август, денот на арма, со фотографии, воена опрема, оружје и ексклузивитети од вооружувањето на специјалните единици од 25 годишниот историјат на армијата, беше отворена денеска во Воениот музеј во Скопје. За останатите денешни настани од генералната најава во продолжение. Започна описите на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Голем интерес за летување во септември, речиси распродадени сите аранжмани. Од октомври, Eurowings ке лета на линија Скопје-Минхен. 10.818 слободни места нудат факултетите во рамки на Универзитетот Свети Кирил и Методи за предстојната 2017-2018 година. Како и секоја година, најинтересни за студентите се општествените науки. Денеска започна уписите на студентите во прва година од академската 2017-2018 на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Денеска и утре брусошите ќе се пријавуваат за 10.818 слободни места. Од нив 5.865 се за редовни студенти за кои годишната партиципација е 200 евра. 3.793 места се за редовни студенти со кофинансирање на студиите со 400 евра годишно и 1.160 за вонредни студенти, кои исто така плаќаат 400 евра. Новина во конкурсот е укинувањето на дисперзираните студии. Идните студенти од утрово веќе почнаа да ги доставуваат документите до саканиот факултет, а екипа на МТМ телевизија ги посети правниот, економскиот, филозофскиот и филолошкиот факултет, при што забележа голема фреквенција на идни студенти, како и заинтересираност за упис на споменатите факултети, што туку матураните средношколци, а идни студенти со голем ентузијазам гледаат на високото образование и стекнатите дипломи. Сите кои ги анкетиравме очекуваат позитивни резултати и влез во државна квота. На философски. Така, кажете ми зашто се одлучивте токму на оваа нас? Па не знам. Иначе ме интересира што семејни студии за семејните проблеми. На филолошки. Кој од се? Катедра за англиски јазик. Зашто се одлучивте баш за ова? Пошто го обожавам англискиот јазик. Што очекувате? Ќе примат во држава? Ќе видиме. Спремате за упис? Да. На кој факултет? Филолошки. Чекате за упис? Да, А што ќе се запишувате? на економски, Кој смер? на менеджмент. Зашто ги избравте баш ова? Па зашо, не знам, немав што друго да изберам. Мислите дека има просперитет во вас? Сметам, да. Што ќе се запишувате? Маркетинг. Зашто баш оваа струка сметате дека има просперитет? Да, сметам. Какви се вашите очекувања, ќе ве примат во државна? Па мислам дека да, би требало. Па не знам, ќе видиме. Па ме интересираат финанси и сметам дека не е добар смер. Очекувате дека ќе ве примат во државна? Па да, на успех. Правим. Што се одлучите туку во оваа насока? Па тоа сакав од секогаш. Така сметате дека има просперитет? Па да, ако има квалитет, ќе има просперитет. Која насока? Правен. Кандидатите кои ќе го пропуштат првиот рок за пријавување може да се пријават во вториот рок на 4 септември, а на факултетите на кои ќе има слободни места, третиот рок за пријавување за упис е на 15 септември, кога почнува новата студентска година. Во конкурсот на УКИМ се наведени потребните документи и критериуми за услови за упис, меѓу кои и положена државна матура. Министерството за образование и наука информира дека при креирањето на конкурсите за јавните високообразовни институции предвид се земени податоците од анализите за понудата и побарувачката на пазарот на трудот, како и проекциите за идните побарувани занимања. Во населеното место Бардовци во општина Карпош денеска се асфалтираше улицата 6 во должина од 220 метри, како дел од проектите за подобрување на патната инфраструктура во општината.
Денеска во населбата Бардовци се асфалтираше нова делница од улицата 6, продолжение на веќе изградената голема сообраќајница. Станува збор за асфалтирање на 220 метри земјен пат со што улицата ќе се спои со веќе асфалтираниот пат. Изведувач на градежните работи е јавното предпријатие Улици и патишта, а оваа инвестиција општината ја чини околу 3 милиони денари. Проектите од инфраструктурен карактер, како што е посочено во соопштението од општина Карпош, во континуитет ќе се реализираат во наредниот период, со цел овозможување на жителите на Бардовци да ги имаат сите урбани услови за живење и домување, како и останатите граѓани на Карпош кои живеат во урбаните средини на локалната самоуправа. Македонците се повеќе летуваат во септември. Прилогот на оваа тема е подоцна во вестите. А во продолжение. На повеќе локации во општина Киселавода денеска започна акција чистење диви депонии, која ќе се одвива наредните неколку дена. Од општината апелираат за совесно однесување и почитување на законските одредби кои предвидуваат забрана за одлагање на отпадот на диви депонии. Во општина Киселавода денеска почна акција за чистење диви депонии која ќе се одвива наредните неколку дена. Како што информира општината, се чисти депонијата на улицата Гирника, на последната автобуска постојка со број 41 во Драчево. И покрај сите апели од општината и покрај заселените инспекцијски контроли, од оваа локација на секоја акција за чистење се собираат повеќе од 10 тони смет и градежен шут, се вели во соопштението од општина Киселавода. Смет се остранува и при редовното чистење на каналот на Мала Рада во село Драчево, но и на повеќе микролокации низ целата општина кои се веќе дефинирани како црни точки. Општина Киселавода информира дека ќе продолжат активностите за расчистување на теренот и апелираат за совесно однесување и за почитување на законските одредби, кои за вакви дела предвидуваат казни во висина од 50 евра за физички лица и 2000 евра за правни лица. Ги охрабруваме граѓаните кои ќе детектираат и директно ќе посведочат на несовесно однесување на одредени граѓани кои незаконски го одложуваат отпадот на јавна површина, веднаш да ги пријават во комуналната инспекција при општина Киселавода, се додава во соопштението од општината. 4 тони опасен отпад се собрани во општина Аеродром како дел од екоакцијата, која општината ја спроведе заедно со Друштвото за управување со отпад Нула отпад. Општина Аеродром во соработка со Друштвото за управување со отпад Нула отпад летово реализираа голема екоакција за собирање електронски и електричен отпад, во која граѓаните имаа можност бесплатно да се ослободат од електронскиот и електричниот отпад од домакинствата, при што беа собрани околу 4 тона опасен отпад. Граѓаните на општина Аеродром ги пријавуваа старите електрични и електронски апарати од домакинствата, од кои сакаат да се ослободат во блиската урбана заедница или во Нула отпад. Под електронски отпад се подразбира статични лаптоп компјутери, тастатури, глувчиња, кабли, звучници, слушалки, домашни телефони и мобилни телефони, како и MP3 плеери, монитори, телевизори. Додека под електричен отпад се подразбира шпурети, машини за перење облека и садови, греалки и грејни тела, микробранова печка, машина за правење леп, апарат за кафе, други апарати од домакинството, како и клима уреди. Avec l'amour или со љубов е документарен филм кој ги освои срцата на критичарите и публиката, па дури и Стивен Спилберг изјави дека тоа е најдобриот документарен филм што го изгледал со години наназад. Но дали тоа ќе биде доволно за конечно и македонската филмска продукција да биде наградена со Оскар? Филмот на Илија Цветковски и на Атанас Георгиев за професорот Дионис, која имаше својата премиера во мај, не престанува да ја освојува критиката и публиката после својата премиера. Приказната го прикажува сонот на професорот пред пензија, кој има повеќе од 100 половни коли, од кои повеќето не функционираат, но тој секоја вечер спие до нив, сонувајќи својата необична колекција да ја претвори во музеј. Легендарниот Стивен Спилберг смета дека македонскиот документарен филм со љубов е најдобриот документарец што го виделе во последните години и заслужува да освои Оскар.
ве позиционира апсолутно во душата на главниот лик. Вие не дознавате за деталите на неговото минато или неговата иднина. Вие само гледате како луѓето се најблиску до него, реагираат во неговото обкружување и ова создава едно запознавање кое е топло и блиско до срцето, рекол Стивен Спилберг на премиерата на филмот во Торонто. Филмот «Со љубов» беше прикажан вчера на Сараевскиот меѓународен филмски фестивал, а на 19 август ќе се прикажува пред домашната публика во Куршумлијан во рамките на фестивалот Македокс. Ледување во септември во последните години стана тренд кај македонците и поради одмор без турканици на плажите, но и поради пониските цени во споредба со цените во сезона јули и август. Од агенциите велат дека аранжманите за септември речиси се распродадени, а многу се барани и понудите за продолжените викенди кои следуваат со државните празници на 28 август и 8 септември. Пријатните септемвриски денови за многумина се примамливи да заминат на одмор. Од една страна поради тоа што нема гужви на плажите, а од друга страна поради пониските цени во однос на цените кои се нудат во сезона. Ако во минатите години македонците традиционално заминуваа на годишен одмор во јули и август, во последно време се почесто уплаќаат аранжмани за јуни или септември, бидејќи во овој период од годината цените се пониски од 30 до 50% во зависност од дестинацијата. Туристичките работници велат дека одморот во септември е идеален за оние што сакаат да ги избегнат гужвите и да имаат малку поопуштен одмор. Според нив, во прилог на туристите се и климатските услови, бидејќи во овој период од годината времето не е топло како во јули и август. Се побарани се аранжманите во септември, особено во блиските туристички места во Грција, кои се нудат со посебни попусти и во сезонски цени. Најдобар доказ за тоа е дека речиси се продадени сите соби кои ги имаат закупено агенциите. Од агенциите велат дека може да кажат дека првен го распродаваат септември, а потоа август, а продажбата почнува уште во месец мај кога има попусти. За септември речиси се распродадени сите аранжмани. Цените се до 50% пониски во споредба со шпицот на сезоната во јули и август, а сместувањето е бесплатно за трето и четврто лице. Во овој период од годината по летните одмори и поради започнувањето на училишната година, посебно се интересни викенд патувањата. Најчесто се бараат поблиски локации, повторно најпродавани се аранжманите за Грција, а голем интерес има и за бајнските и планински одморалишта во Бугарија. Туристичките агенции имаат подготвено и атрактивни понуди за продолжените викенди за државниот празник 28 август, кој се паѓа во понеделник, и 8 септември, кој оваа година се паѓа во петок. Досега поголема е побарувачката за 8 септември затоа што тоа е последниот викенд кога имаат можност граѓаните да го искористат за капење. Септемврискиот одмор не носи само заштеда на цената на аранжманот, туку вообичаено се е поевтино во местата за летување, како лежалките на плажа, изнајмувањето реквизити, бродски тури, пијалоци, јадење во рестораните и слично. Скопје се поврзува со уште една европска метропола. Од 31 октомври, секој вторник и петок, авионите на Eurowings ќе летаат по цена од 40 евра во еден правец. Eurowings, членка на групацијата Lufthansa, од 31 октомври секој вторник и петок ќе лета на линијата Скопје-Минхен од аеродромот Александар Велики до главниот аеродром во Минхен Франц Јозеф Штраус. Како што најавија од авиокомпанијата, цените за авионските билети ќе почнуваат од 39,99 евра во еден правец, а од меѓународниот аеродром во Минхен патниците од Скопје ќе може да се поврзат со повеќе дестинации во Европа и светот. Eurowings ќе лета на линијата Скопје-Минхен 2 пати неделно, односно секој вторник и петок, со Airbus A320-200 со капацитет од 174 седишта. Скопје ќе биде 31-та дестинација на мапата на авиокомпанијата, а од следната пролет од Минхен ќе има летови до Карибите, САД, Африка и Азија. Нискобуџетната авиокомпанија Eurowings со седиште во Келн е една од 5 членки на групацијата Lufthansa, вклучувајќи ги Lufthansa, Swiss Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
сообраќа на повеќе од 150 дестинации во повеќе од 40 земји низ Европа и е добро позната по одличната мрежа на авиолинии до атрактивни туристички локации. Лета во многу држави во регионот, како што се Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Косово, Црна Гора, Турција. Eurowings е најбрзо растечка авиокомпанија во 2017 година. ТАВ Македонија неодамна додаде 6 нови авиолинии во својата мрежа на дестинации, која што е во подем и на двата аеродроми во Скопје и во Охрид. Преку Александар Велики патниците од јули годинава се директно поврзани и со Рим, Малта и Ваксио, Шведска, со Визер, додека Катар Airways исто така во јули воспостави директен лет до Доха. Летната сезона пак во главната туристичка дестинација во Македонија Охрид беше обележана со отварањето на новата директна линија до Катовице во Полска. ТАВ Македонија ги заврши првите 7 месеци од 2017 година со 8% пораст на бројот на патници, достигнувајќи 1.089.906 патници на двата македонски аеродрома, Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид. Во јули на двата аеродрома се превезани вкупно 229.776 патници, што споредбено со истиот месец во 2016 година е пораст од 15%. Возилата кои попладнево ќе се затекнат на сообраќајниците и на паркинг просторите околу арената Филип II ќе бидат расчистени со цел обезбедување на поголема безбедност за надпреварот Вардар Фенербахче. Исто така ќе биде воведен и посебен сообраќаен режим. Посебен сообраќаен режим најавува секторот за внатрешни работи за вечерашниот надпревар Вардар Фенербахче, што ќе се одигра на националната арена Филип II Македонски од 20 часот. Од 14 часот ќе биде затворен за сообраќај дел од улицата Аминта III на потегот од крстосницата со Јордан Хаджи Константинов Джинот до фудбалскиот стадион. На стадионот ќе се пропуштаат само возила со посебни пропусници. Попладне ќе се преземаат мерки за расчистување и дислоцирање на затекнатите возила, на сообраќајниците и на паркинг просторите околу стадионот. Полицијата апелира сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, а доколку дојдат на надпреварот со возила за паркирање да ги користат околните дозволени паркинг простори. Утре и задутре во Скопје ќе се прска против комарци. Од градот Скопје ги известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Утре и задутре во раните утренски часови ќе се одвива авионска дезинсекција против комарци на подрачјето на град Скопје. Доколку не дозволуваат временските услови, како што информираат од градот, авионската дезинсекција ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни. Од градот Скопје ги известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден делови од општините Газибаба, Киселавода и Сарај ќе бидат без електрична енергија. Дел од корисниците од скопската населба Керамидница утре од 7 часот и 55 минути до 15 часот ќе бидат без електрична енергија. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 11 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Марко Оришковиќ во општина Киселавода, а од 10 до 15 часот дел од корисниците од скопското село Бојане, општина Сарај. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради технички зафати во електромрежата. До сабота ќе се задржи притежно стабилно и топло време. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, но ќе се задржи во рамките на просекот за овој период од годината. Најтопло ќе биде во сабота со максимална температура до 38 степени на југоистокот од земјава. Во неделя кон крајот на денот ќе има локален пороен дожд со грмежи, а во понеделник се очекува облачно време со пообилни врнежи од дожд, засилен северен ветер и значително опаѓање на дневната температура. Деталите околу времето во МТМ Метео.
И уште една информација, пред самиот крај на урбаните вести, екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило утре ќе сечат едно суво дрво од видот чемпрес на улица Македонија, кај спомен куќата на мајка Тереза. Со ова информација ќе ви заблагодарам за вниманието. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.